Таа мала македонска култура ја има судбината на сите мали култури. Малите култури, колку и да се оригинални, колку и да се самосвојни, колку да имат големи дела во себе или креации во себе, тие имат неколку проблеми кои што се разбира не може да ги совлада критична маса наречена мала култура. Тие вообичаено доаѓаат од мали јазични подрачја, значи се недостапни или тешко достапни за големите јазични подрачја. Потоа, што е многу поважно според мене, во нив самите тешко може да се создадат паралелни линии на она што се нарекува мејнстрим и она што се нарекува алтернатива. Да, благодарам. Значи, во малите култури, што е за денес особено важно, алтернативата тешко заживува и тешко воспоставува некаква контратежа на она што е најважното, нели, важната или главната култура. А култура во која што не се исполнети овие неколку елементи, не може да исполни една многу друга поважна задача, а тоа е да биде субверзивна. Македонската култура денеска не е субверзивна. Во земја во која што имате политички затвореници, ако немате култура која што е субверзивна или не продуцира субверзивни вредности, тогаш работата станува многу посложена и многу тешка. Како прво. Второ, малите култури, ако се особено вака под окупација, каква што е македонската, тешко воспоставуваат дури и внатрешен диалог со себе. Сега доаѓам на топосите на оваа конференција. Ако тие го немаат внатрешниот диалог, или тој диалог е заменет со некаков диалог со праисторија, пазете, тогаш илузорно би било да ние очекуваме дека во оваа земја, во амбиент на мала, окупирана или под популистички режим живот, е можно да се воспостави меѓукултурен диалог, да се третираат темите од интеркултурниот диалог, или пак културата да биде елементот кој што ќе ги облагородува односите помеѓу, нели, заедниците, односно социјалните групи. И на крајот, значи, прашањата се следни. Дали амбиентот, за кој што назнаки само дадов, е амбиент во кој што културата може да се мисли себе си, или само ќе екзистира така под некакви чудни појавни форми? Дали таа може да биде таквата култура свесна за културните различитости или не може? И на крајот, нели, мене тоа што најмногу ме интересира, дали може да биде субверзивна или не може?